се случува во арапски свет, еден човек ја свршува својата черка за еден млад дечко. Во Арабија, која се свршувачка, и веднаш се прецизира мехарот. Што е мехар? Венчален дар. Одредуваат 500 динари, а тие биле големи пари. И овој толку убеден дека работа е завршена, дека децава се сакаат, и овој му дава однапре татко на момчето, на татко на девојката 500 динари големи пари. Пред свадба, како се случува во многу случаи, пред свадба доаѓа до недоразбирање, доаѓа до расправа и доаѓа до растурање на тој ничах, а тие уште не се влезени. Значи, друга е свршувачка, а друга е веќе влегување во брак. Влегување во брак веќе кога ќе влезат, веќе да имаат заеднички интимен живот. Се расипува свршувачката и он вели, пошто те са, ете, не се согласуваат, да ми го вратиш мехрот. А рече, ти не ми си дал ништо. Како ме не дадов 500 динари ти дадов? Не, бе, што оди кај кадија. Замисли, оди кај кадија. Гледа, човек, а нема човек на дуњава кој не знае дека што е негово, што не е. И овој човек го пријавува на кадија и ја застанува двајцата пред кадија, татко на дете, татко на девојче. Овој кај му дадов, кога фрлавме ничах, 500 динари, меѓутоа, се расипа работата, не ми ги врача. Че законно се, валлахи билла му дадов. Тебе ти даде, бе? Не, бе, ништо не ми даде. Нека донесе сведоци. Не гира. Мека, штом немаш доказ, тогаш тие 500 динари, значи, лага се, не се вистина, остануваат кај него. Ова излегува судница, го победив на суд. Тој мисли како го победил кадијата на земја, кадијата на небо не го гледа. Ова е многу важно што цело време зборуваме. Знај дека има кадија и на земја, има кадија и на небо. Знај дека има закон и на земја, има закон и на небо. Од овдека можеш да се куртулиш, можеш да платиш протекција, познанство, пријатели, ама ќе Аллах не може да се подмитиш, да се куртулиш. Ќе Аллах има правда. И вика, валлахи, вели вака шејхот, вика само што оди дома и вика на жена го победив на суд. Немаше докази дека ми дал пари, парите се наши. Рече, чекај бе, не се радувај, моли жена му, черкава ја боли многу стомак, има големи болки во абдомен внатре. Ја носат на доктор, прават анализи, 1, 2, 3 анализи и се открива дека девојката има рак на црн џигер. Ги троши сите тие пари кои ги присвоил на недозволен начин, ги троши сите пари за лекување и на крајот пак таа починува, умира девојката. И девојката умира, и парите ги губи. И черка губи, и пари губи. Зошто? Со лажна заклетва. Не можеш на дуњава, и што на дуњава ќе те фати дуњалучки суд, а камоли на ахирет Аллахов суд. Затоа, чувај се од заклетва, чувај се од лажни ветувања, чувај се од нешто што не можеш да го исполниш. Кажи ја вистина, биди искрен, биди чесен. Знај дека Аллах гледа, Аллах е чувар. Тогаш на вистина, Аллах азваџеле ќе да берекет и во трговија, и во работа, и во она што ќе го спечелиш, инша Аллаху таала.